Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Навистина мене ми е мило драго што можеме сепак повторно по милост Божја да и ова вечер бидеме заедно, се разбира, а нашето заедништво да биде со Таткото и Неговиот Син Исус Христос. Верувам дека ова вечер ќе бидеме преку зборот Божи огромно благословени и дека Господ на сите нас ќе ни зборува. Всушност ние зборуваме за Аврамовата вера. За верата која што доаѓа од Господа. Значи верата во Бога е таа која што видовме дека се грижи за сите наши проблеми и грижи, за се што нам ни е потребно. Во книгата на Авакум видовме дека верата е основна алатка за сите благослови и награди кои што доаѓаат во нашиот живот од страна на Господа. Кога ќе видиме неколку библиски примери, ќе видиме дека верата е таа која што се грижи за нас, а не дека ние се грижиме за верата. Зошто? Затоа што верата доаѓа од Бога. Всушност таа е дар Божи. Ако видиме во Новиот Завет, во делата на апостолите, како апостолот Павле и неговиот ученик Сила беа во затвор заради сведоштвото, всушност заради верата на Исуса Христа, и можеме таму да видиме како Бог на еден многу уникатен начин се погрижи за нивниот живот. Библијата ни открива зборот Божи дека Бог испрати ангел Господов, додека Сила и Павле беа во затвор, се молеа и го славеа Господа. Бог испрати ангел Господов и целиот затвор беше затресен од страна на ангелот Божи. И тој им ги отвори вратите, и Библијата ни открива дека оној кој што ги чуваше, стражарот кој ги чуваше Павле и Сила, сакаше да се самоубие мислејќи дека тие избегаја. Но Павле му вели да не си прави никакво зло, дека тој е тука. И кога тој човек, стражаро, ја виде верата и чудото кое што го виде со своји сопствени очи, тој самиот поверува и целиот негов дом и потоа се крстија и одлучија да го предадат својот или нивниот живот во Божи раце. Ете што може да направи верата во Господа. Да целосната комплетна вера, нашата целосна сигурна вера, која подложуваме во Божи рамки или во Божи раце, да помогне при секоја наша потреба. Па дури и кога пред нашите очи нешто е невозможно, Бог тоа може да го направи, се разбира, преку верата. Ако читаме во Словото Господово, во книгата на Царевите, а потоа апостолот Јаков подоцна во неговата посланица, ни објаснува каква сила и каква моќ има верата. Библијата ни открива дека Илија, кој беше човек како нас, смртен човек, но имаше силна вера во Господа. И тој се помоли и 3,5 години не падна дожд. И повторно Библијата ни открива дека Илија се помоли со вера кон Господа и падна дожд после 3,5 години. Ете каква сила има верата. Затоа верата во Бога е моќна и силна да го направи она што човекот не може да го направи. Затоа Библијата вели она што е невозможно за луѓето, возможно е за Бога. Затоа е многу важна верата. И затоа реков дека верата е основна алатка за сите благослови и награди кои што доаѓаат во нашиот живот. Па дури и за оно што е невозможно. Затоа Библијата препорачува без разлика на сите наши грижи и проблеми кои што ние се соочуваме секојдневно и ќе се соочуваме во иднина и се оно што доаѓа, најдоброто е сите тие нешта да ги препуштиме во Божи раци, да ги изнесеме како во маса, ама со вера, верувајќи дека Бог ќе интервенира и тој ќе интервенира ако само ние веруваме во Бога и живееме според
Божите стандарди, всушност живееме според стандардите на верата. Така да, затоа, ова вечер, сакам да се поучиме повторно околу верата. Зборуваме за животот на Аврам, за човекот на верата. Библијата го опишува како јунак на верата и ние ќе стигнеме до местото како Аврам, кој наречен Авраам, го принесува својот син Исаак за Господа. Но пред се верувајќи дека навистина Бог може да се погрижи за животот на неговиот син, па дури дека Бог може да го воскресни од мртвите. Ние во Библијата читаме како во Стариот Завет, така во Новиот Завет, како Бог воскреснава мртви. Например, Бог го воскресна, всушност Исус го воскресна својот пријател Лазар, кој беше 4 дена мртов. И тој на неговата сестра Марија, Марта, им рече: верувајте и ќе видите славата Божја. Ако веруваме, ќе ги видиме нештата кои што се навистина невозможни. Еден од тие уникатни настани точно беше воскресението на Лазар, кој беше 4 дни во утробата на земјата и Исус го воскресна. И имаме многу такви примери, но Бог сака да доаѓаме кај Него со вера, затоа што само преку вера можеме да му угодиме на Бога и само преку вера да бидат исполнети сите наши потреби и сите наши барања од Господа. Затоа е многу важно да пристапиме, да направиме чекор со вера. И Бог е тој кој ќе не благослови, ќе не награди и ќе го води нашиот живот. Затоа реков дека верата е основна алатка. Во Стариот Завет гледаме клучни два примери како Бог се грижи за својот народ. Но Библијата во посланието на евреите 13 глава зборува дека Бог не се менува, затоа што тој не е човек, ниту син човечки. И тој е надвор од времето и просторот. Со ова Библијата сака да ни каже дека Бог не е ограничен како што ние сме ограничени. И затоа ни е потребна вера во Бога, затоа што Бог е неограничен. И сите нешта за Него се неограничени и возможни. Но ние, како смртни луѓе, многу нешта се ограничени и сме немојкни. Но преку верата во Господа можеме се да направиме. Исус вели: имајте вера колку едно синапово зрно, речете и нова планина да се премести и таа ќе се премести. Се сеќавате ли во Новиот Завет многу примери имаме кои што се насочени животни настани, кои се запишани и ги се пишале евангелистите, луѓе кои што допирале до самиот Господ и биле благословени и наградени од Господа. Например, една жена која страдала 12 години од крвоток, одлучила при толпата на народ кој го следела Исус, да таа се истурка на некаков начин стигне до самиот Господ и се допри до Него, верувајќи дека кога ќе се допри во тој момент ќе биде задоволена незината потреба. Библијата ни открива, ако сакаме да бидат задоволени нашите потреби и Бог да се погрижи за нас, клучна алатка, клучна работа, клучен чекор е точно верата. И ова жена длабоко веруваше во својот живот дека ако само се допри до облеката на Исус, ќе биде и целена. И кога таа се допра, и тоа се случи по еден автоматски начин. Како е тоа? Никој не може да каже. Тоа најдобро Господ го знае. И потоа Исус се врти и вели: некој се допра до мене. А учениците му викаат: па Господи, нели гледај колку број на луѓето следаат, се туркат околу тебе и ти велиш дека некој се допра до тебе. Исус вели: не, некој се допра со вера кон мене и од мене излезе сила.
Значи, ако ние се допираме до Господа со вера, пристапуваме до самиот Господ. Од него ќе излага сила и ќе ги задоволи сите наши потреби. Без разлика, оваа жена имала потреба од ицеление затоа што страдала 12 години. Потоа, Лазар, Исус си вика на неговата сестра, само ако веруваш, единствен чекор е само ако веруваш, ќе ја видиш славата Божја. Лазар, како што реков, кој беше 4 дни во утробата на земјата, Исус го воскресна од мртвите. Лазар беше Божиот пријател, всушност Исусовиот пријател, кој Исус толку многу го сакаше и толку многу го љубеше. Затоа е многу важно да се допираме до Господа со вера. Имаме безбројни уникатни настани како во Стариот Завет, така во Новиот Завет. Библијата ни вели да се допираме, да доаѓаме пред Господа само со вера. И тогаш ќе излага од Господа сила која што ќе ги задоволи сите наши апетити и сите наши потреби. Затоа ова вечер сакам да ви препорачам и затоа сите овие вечери зборуваме за верата, затоа што сметам дека верата е клучна работа, клучен чекор како да се дојди до Господа и да бидат задоволени сите наши барања, сите наши потреби и да биде задоволен нашиот, се разбира, апетит. А тоа Господ го може и реков, оно што е невозможно за луѓето, возможно за оние кои што веруваат во Господа. Видовме дека многу работи кои не биле возможни за Аврам, Бог му ги овозможил и Бог му дал едно огромно ветување на Аврам, дека тој ќе биде благословен и преблагословен и дека сите народи преку него ќе бидат, се разбира, благословени. Бог му објавува на Аврам дека Сара ќе има син. Замислете си интересна работа која што Библијата ни објавува. Бог кој е на небото, кој е семоќен, така и Бог му се објави на Аврам. Јас сум Ел Шадај, семоќен Бог, кој што му дава на знаење дека нема нешто кој што е невозможно за него. Оној кој е семоќен Бог, кој го твори целиот свет, во првата книга на Мојсија ние читаме како Библијата ни вели во почетокот Бог ги створи небото и земјата и се што е на нив. Тој Бог, кој е семоќен Бог, кој може се да дојди во животот на Аврам. И Аврам да стани пријател негов, да дојди и да му даде ветување, дека преку него ќе бидат благословени сите народи. Дека преку Аврамовата вера ние сите ќе бидеме, се разбира, благословени. Затоа сакам оваа вечер да ви препорачам да ние сите заедно се допираме, се разбира, до Аврамовата вера. И Бог, или преку Аврамовата вера, затоа што Аврамовата вера, навистина кога ќе го читаме Словото Господово и ние наредната емисија ќе видиме како Бог објавува дека Сара навистина ќе има син. И ќе видиме како благовремено Бог го исполнува своето ветување и го исполнува благословот, се разбира, кој сакаше да му го даде на Аврам. Затоа дотогаш Господ со вас нека биде, Бог нека ве благослови. Држете се за верата и не гледајте кој што е. Затоа што таков е Бог. Тој не гледа на лице, туку гледа длабоко на нашето срце и на нашата цврста вера. Библијата ни открива каква вера треба да имаме сите. Затоа, пријатна вечер, Господ со вас, имајте убава и благословена вечер, се разбира, до наредната емисијата насловена како Глас на вистината. Уште еднаш, Господ со вас и пријатна вечер. Амин.
Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Навистина мене ми е мило драго што можеме сепак повторно по милост Божја да и ова вечер бидеме заедно, се разбира, а нашето заедништво да биде со Таткото и Неговиот Син Исус Христос. Верувам дека оваа вечер ќе бидеме преку зборот Божи огромно благословени и дека Господ на сите нас ќе ни зборува. Всушност ние зборуваме за Аврамовата вера. За верата која што доаѓа од Господа. Значи верата во Бога е таа која што видовме дека се грижи за сите наши проблеми и греши, за се што нам ни е потребно.